Текстилот виси на конец. Текстилна индустрија во Македонија ќе има, но никогаш нема да биде како порано, тврди председателот на собранието на Организацијата на работодавачи на Македонија Ангел Димитров. Според него, од некогашните 48.000 работници во текстилниот сектор, денес има околу 17.000, од кои околу 15.000 производители на облека и 2.000 производители на текстил. Разликата е огромна. Само пред 10 години купниот број во текстилната индустрија беше околу 48.000 работници, сега е 17.000, од кои 2.000 се производство на текстил, а додека производството на облека е паднато на 15.000 луѓе, што е многу помалку него годините кога текстилот беше најдобар, а тоа е од 2010 до 2016 година. Изминатиот период сведоци сме на се поголем број текстилни работници кои излегуваат на протест откако останале без работа и без неисплатени плати и придонеси. По кочанската Артекс сега последен случај е штипската компанија Европа Фешн. Голем дел од текстилните работници неделава излегува на масовен протест во Штип, револтирани бидејќи со месеци се оставени без екзистенција и бараат надлежните институции итно да излезат на терен и да ја утврдат фактичката состојба. Стрпите си тука, стрпите се, нема работа, ќе дојдат материјали. Стрпуваме се, сеало не може ништо да најдат решени. За да не дојде до протести и неисплатени работници, според Ангел Димитров, решението е доста едноставно. Работниците треба навреме да реагира, тоа е единствен начин, значи да не чекат 3 или 4 плати неисплатени. Уште првата неисплатена плата веднаш да предизвикат или стечај на компанијата, за да може да ги наплати побарување. Бидејќи ако компанијата нема, да речеме, собствени објекти, работи под туѓи објекти, под киријата, тешко да може да исплати толку плати од нивните обратни средства. Значи, навреме само се преземе. Стопирањето на пропаса, на стечај и ликвидацијата не може никој да го запре, но штетите да останат помали по вработените и другите доверители. Она што дополнително загрижува и фактот што текстилната и автомобилската индустрија во Македонија се тесно поврзани со Германија. Затоа експертите предупредуваат дека доколку кризата продолжи, последиците би можеле да се почувствуваат низ цела Европа, бидејќи Германија останува најголемата економија во Европската Унија и клучен трговски партнер за многу земји од Балканот, вклучувајќи ја и Македонија.